Опомени пред тужби за објавен Facebook статус добија тројца активисти на Сдруженијето Здрава Котлина. Опомените им пристигнале на домашна адреса од правниот застапник на концесионерот на рудникот Иловица Штука, Euromax Resources. Тоа е класичен начин на заплашување, класичен начин на деморализирање на народот. Тие удираат во сршта на оние луѓе кои што најмногу се запознаени со проблемот, кои што цело време кажуваат дека е штетен рудникот и сите негови ред последици. Велков вели дека се подготвени да ја водат борбата до крај, зашто ги поддржале и останатите еколошки здруженија од регионот, а им била понудена и правна помош, доколку дојде до судски спор. Тој сепак не гледа причина за тоа, бидејќи нивните податоци ги црпеле од студиите за влијание врз животната средина. Имаме наведено факти, уште еднаш ќе напоменам факти кои се извлечени од нивните студии. Значи, ние бевме обвинети дека шириме дезинформации, дека лажеме и дека вршиме клевета и навреда. А ако ние шириме дезинформации, тогаш истите тие дезинформации што сме ги кажеле, ги земаме од нивните студии. Од Euromax реагираат дека не станувало збор за притисоци, туку согласно Законот за граѓанска одговорност за навреди и клевета, побарале од одредени поединци да се извинат за паушалните и манипулативни изјави, кои не биле подкрепени со факти или експертско мислење. Изјавите биле објавени на социјалните медиуми со цел да наштетат на реномето на Euromax, како на проектот Иловица Штука, така и врз вредноста на акциите на компанијата, која котира на берзата во Торонто.